Граѓаните на Крушево, не можејќи повеќе да ги трпат неправдите од транзицијата и невработеноста, ги зедоа комитските носии и музичките инструменти. И со ора и песни се вратија во времето на Илинденското востание. Гласот на новата борба се слуша насекаде. На сите страни се сливаат нови борци, чети и војводи. Слободарскиот дух незапирливо се шири. Крушевчани широко ги отвораат вратите за многобројните туристи и гости кои доаѓаат од сите краишта за да им го честитаат востанието. Со среќа јунаци, нека е за многу години, одзвонува на секоја коцка од крушевската калдерма. Сите се војници на туризмот. На лицата имаат искрени насмевки, горди што и самите се историја во градот во кој сите доаѓаат, а никој не сака да си оди. 150 граѓани во Крушево се облечени во комитска, турска, староградска носија. Сите тие и сите останати може да се повозат во старата крушевска атракција возење со пајтон. Целта е проектот да ни успее во градов, да живни градов. Победи овој пат востанието. Мора победи, не мора победи. Не. Турците или комитите? Комитите ќе победаме на турците, нас ќе ни дадат амнестија. Оти ние имаме идеја за младотурската револуција. Се врати сјајот на Крушево. Чорбаджиите, трговците, ефендиите, бакалджиите од сите иснафи ве внесуваат во историскиот времеплов. Туристичкиот манифест е повик до сите, без разлика на која партија, вера и народност припаѓаат, да се вооружаат со народни носи и турски фесови и заедно враќајќи се назад во времето да се приклучат во нивната борба за туристи и Старо Крушево.